Здраво, здраво деца, здраво родители, здраво професори, наставници, баби, дедовци, тетки, вујковци, стринки, чичковци, комши, пријатели, први, втори и трети братучеди сите, добре дојдовте во втората сезона на LOL со Мак Петрол. Конечно. После долгиот летен распуст, стресниот почеток на училишната година, првите решени тестови, еве сме тука повторно, заедно на едно место, за да им дадеме простор на најмладите, најискрените и најпаметните да си кажат се што им лежи на душа, ум и срце. А ние возрастните само ќе седиме и ќе се чудиме од кај му текна ова. Во минатата сезона поминавме низ вистински еден ролер костер од емоции, имавме смеење до солзи, размислувања што би ги засрамиле и филозофите од типот на Платон до Аристотел. Патувавме од дома до Вселената, од сегашноста во иднината, од работата на тато до работата на мама, од совршената кариера до највкусното јадење на светот. Секоја епизода беше мала авантура сама за себе. И баш кога мислевме дека сме ги чуле сите одговори, децата повторно не изненадуваа. И сега време е повторно да тргнеме во уште едно патување, уште позабавно, уште поинтересно и уште посмешно. Со нови деца, нови приказни, нови изненадувања и секако стариот јас кој се уште не знае дали е водител или ученик во ова студио. Затоа, драги мои гледачи, сместете се удобно во вашите домашни софи, фотели или ако сте во автобус, држете се цврсто, попуштете го звукот, спремете ги грицките, сокот, пижамите и најважното насметката. Време е за уште една LOL авантура. Притиснете звук во трета брзина, затоа што стартуваме со првата епизода од втората сезона на LOL со Мак Петрол. Сакаш животни? Да. Кој е животно? Магаре. Магаре? Па многу интересно животно. Како прави магарето? Да. А, така? Кај си видел ти магаре? У зоолошка. У зоолошка. И од сите животни магарето ти беше најинтересно. Зошто? Па видов една слон, уден, вака се ме престана да трча. Кој? И вака ме престана се вака на се. Кој бе? Слонот? А што бе? А магарето што правиш? Тоа вака си ми покажува се газот. Ти го покажуваше газот, магарето? Да. И најинтересно беше? Не. Така? Не. Не? Таму се му дојде и го плесна. Со што го плесна? Магарето. Таму во зоолошка. Леле, по газот го плесна. Како бе? Не те виде никој? А забрането е тоа. Што чуваат најмногу луѓето како домашни миленичиња? Папагал? Куче или мачка, мислам ја. Да, бе, да, мач. Зошто па не чува никој дома прасе? Па мислам дека некои луѓе чуваат. Да? Да, Си видела? па да, Прасе чуваат дома? да. Аха. Не сум видел да ти кажам. А зошто па никој не може дома крава да се чува? Па нема да собере, ќе направи лом. Зошто? Па бидејќи Па крава мирна бе, и знаеш колку убаво крава да имаш дома? Млеко, цик, имаш најтазе млеко. А? Не може? Еве бе овца. Зошто никој дома не чува овца? Ја стварно не разбирам. А? Кој ти беше на тој роден ден најубав подарок што го добил? сите. Сите? Да, Браво бе, не ги делиш, значи сите ги памтиш кој што ти има купено, така? да. Што ти купија твоите, например? Ми купија рипче, рипчиња. Колку рибчиња? 3 рипчиња. Што збориш? Имаат име? Не, нема. Не, а сега имаат ли име? Па сега немам веќе. Не, зошто? Па ми умреа. Од што? Па се разболеа и така. Од што? Од грип? Да, Грип фатија? да, Некој има кивнато во аквариум, така? да. И ти како знаеш дека има грип? Па тато ми кажа. А татко ти доктор е? Да, фармацевт. Фармацевт, он знае. Па кога е фармацевт, немаше да им даде некои апчиња бе на рибите? Па
им ставаше некој сируп внатре, за да не се разболат, но ете се разболеа. Значи не го погодил сирупот. Го Зашто им ставаше сируп? За кашлање? за против инфекција. Против инфекција. Да. Значи тие имале инфекција. Да. А што се дава? Што се пие за инфекција? Едно специјално сирупче. Сирупче. Антибиотик да не е? Не. Не, него нешто такво. Ти да можеш да одбереш еден ден да бидеш животно, кое животно би сакала да бидеш? Куќа. Куче. Да. А не кеш маче? Не. Значи сакаш да кажеш дека сега на мачето не му е убав живот, така? Зошто? Зашто малце јаде. Малце јаде? Да. А ти сакаш да јадеш повеќе. Не. Кој е тебе најсилното животно? Кој е на светот? Мајмунот. Мајмун? Не, горилата. Како? Горилата. Горилата. Мајмун, горила. Добро се поправи се. Да. А најубавото животно кој е? Жирафата. Жирафата најубава. Да, бе. А кој е најбрзото животно? Убаво. Брзото е норок. Носорог? Носорог е најбрзото. Брзо е да ти кажем право. А ти, например, да сакаш сега да одбереш да бидеш животно, која би сакала да бидеш? Сакам... Највише го сакам животното жирафата. Жирафа. Ти сакаш жирафа да бидеш? Дека најубава? Еј, браво, бе. Ти да сакаш животно да бидеш, која би одбрал да бидеш? Мечка. Мечка. Зашто? Така сакам. Така сакаш, мечка ти така. Што јаде мечката? Мене ме јади. Имаш ти некоја домашно милениче? Не, имав, ама кога почина. Што? Папагал. Папагал почина? Да. Од што? Под болест. Од што се разбори? Па не знам, се тресеше и после така. Се тресеше? Да, Како? не знам, само така од никогаш почна да се тресе и не прекина. Да не имал треска? Не знам што му се случи. Тоа да не е грип. Не знам што му се случи, само се сеќам дека се тресеше многу. Да не сте го ставиле на промаја? Не? Като на тераса? На тераса да не беше? Да, ама Гледаш? после го враќаме натре. Ама да не сте го заборавиле на тераса? Не, Не? не. Малце само бил на тераса. И почна да се тресе и вие го вративте внатре и така. Да. Па некој апчиња бе, некој сируп немаше. Па не знам дали има за папагали. Не знам ни јас да ти кажам. А како се вика докторот за животни? Доктор Долитл. Доктор за животни, како се вика? Знаеш ли што е ветеринар? Да. Што? Тоа не е доктор за Доктор животни? Долитл? Да. Па не го однесовте на ветеринар? Не, Не, а брза помош не викнавте? не. Зошто? Не Како знам. бе не ви текна? Се тресе папагалот. Брза помош! Бш. Не му текна на никој. Не. Така го оставивте. Па не го оставивме. И како се викаше? Снешко. Бел беше? Да. Знаеш. Малце сино. Како Елза. Ама чекај, сте го крстиле Снешко. Од кај знаете дали е машко или женско? Па ја не знам бидејќи тато и Калина го купија, а ја не бев ни родена тогаш. Кога го купиле? Да, Ама после го види. да. Ки смесам да издади знаеш финта да направиш. Јас да направам финта? Да. Не знам јас финти да правам. Сега ќе ти покажам.
Ајде, измешај ги. Ти ќе ми покажеш финта? Ајде. И сега тоа другото каде? 30. 3, да. Па другото не знам каде. Сега ќе го фокус, не? Еј, каква финта ми направи, бе. Влечеме картички. И ќе извлечеме 5 картички и што ќе ни се падне треба да составиме приказни. Така што така? Може. Влече се една, влече се уште една, влече се уште една, влече уште една и уште една тука. Ева. Ајде, сврти ги се, бе. Што се падна денеска? Што вика? Прочитај. Сите карти прочитам. Да, бе. Прво е врне, после е гледање телевизија, Добро. после е учителка, после јадење и после мајмун. Дај ми ги мене. Значи, мајмун учителка врне, мајмун врне, телевизор, учителка, јадење. Ајде да видим се. На телевизор видов еден мајмун. Добро. И после? После Ми се пријаде. Се јавив на учителката и таа вика, абе што ми звониш, не ли гледаш дека надвор врне? Може така? може. Па луѓе мои, тоа беше се за денеска. Јас мислев дека ќе биде мирно снимање, ама не. Ова беше како да си во Луна парк без ремен за безбедност. Толку смеа, толку енергија, толку идеи, толку дебати. Ми треба одмор и 1 литро кафе. Денес докажавме дека во ЛОЛ нема правила, нема сценарио, туку има само смеа, фантазија и неколку деца кои со 3 збора ти ја менуваат животната филозофија. Јас се обидував да бидам водител, ама мислам дека повторно ми го превзема шоуто и тоа е убавото. Тука никој не глуми, никој не се преправа, сите сме искрени, гласни и помалку хаотични, ама тоа е нашиот шарм. Во секоја епизода се смееме, учиме, се чудиме и си велиме. Добро, кај им падна ова на памет. Мојот заклучок е дека ова не е само обична емисија, ова е терапија. Без доктор, без рецепт, само една голема доза смеа на празен стомак. Јас сега дефинитивно ќе одам дома да ги пребројам сите идеи што ги слушнав денеска, ама веројатно ќе заспиам кај третата затоа што ова беше фитнес за мозок и за стомак. Следниот викенд се гледаме пак на исто време, исто место, овдека со нови приказни, нови деца, нови хаотични моменти и стариот јас. Дечки, одмарајте од толку смеење, наполнете ги батериите до следната епизода. Чао, чао! И пазете се, од премногу смеа се прават многу стомачни, тоа само да внимавате. Чао! Со Сашко и со Мак Петров. Со Сашко и со Мак Петров.